издание на манифестацијата Мајски оперски вечери. Секако дека и овој пат има богата програма, ќе може да се погледнат бројни и оперски и балетски представи, а ние во текот на нашиот следен разговор ќе го најавиме она што ќе се случува вечерва. Јас пред да го најавиме нашиот следен гостин, предлагам да го погледнеме на јавното видео, а потоа се враќаме во студио за да ги дознаеме сите детали за вечерашната представа. Хрватско народно казалиште од Сплит вечерва ќе изведе балетската представа На пат по музика на Јохан Себастијан Бах, а кореографија на нашиот Игор Киров, би рекла дел од македонските уметници кои што навистина во најдобро можно светло не представува и надвор од нашите граници во моментов. Покрај другото има и улогата на уметнички директор на истата ова институција и нас ни е навистина драго и што е наш гостин, но и што ќе можеме да ги видиме токму нив ќе се представат вечерва во македонската опера и балет. Време е да му посакаме добре ден. Секако Игор, на огромна чест и задоволство ти имаме денес во нашето студио. Ти благодариме што си тука. Благодарам на поканата и како и секојаш, нели, 24 вести, ја како штипјанец и како штипска телевизија мора да се поддржуваме меѓусебно. Да, не секако само како штипска телевизија и како штипенец, туку како македонец кој што навистина на многу убаво светло успева да не представи надвор од сцената на Македонија и не само да не представи, туку и да ја добие и оваа навистина одговорна титула уметнички директор на хрватскиот на балетот на хрватскиот балет. Па да, мене ми е драго што сум, каде што сум, значи успеав да стигнем до тоа место, направив представи, покажав дека умеам тоа што го правам да го правам на најдобар можен начин, а одговорните луѓе го сватија, го видеа тоа што јас го правам и за моја голема среќа бев поканет од оваа сезона да го преземам балетот во свој и да тргнеме на еден пат заеднички полн со успеси. Ностоп представи, испродадени представи, с голем број на представи, с голем број на гала гостувања, турнеи, како што сме тука во Македонија, потоа следува уште една турнеја во Чешка, Словачка и Словенија, бевме во Виена, во Дрезден, во Минхен, Љубљана, така да ете на некој начин со моето влегување во ХНК во Сплит како директор на балетот тргнавме да ги поврзиме исток и запад воедно. Значи, по ова што зборуваш дека си задоволен и дека ти е убаво таму каде што се наоѓаш сега? Па, јас да бидам искрен, ја мислам дека секој кој ќе живее на море ќе му биде убаво. Да, ние веруваме дека и ние тоа го коментиравме, навистина убаво претпоставувам, но каква беше другата страна? Веројатно убаво кога ќе ви биде доделена таа улога, а сега вие треба да застанете на тоа место и пред се да видите со што располагате и нормално тука да дојдат нови проекти. Каков е тој ансамбл? Значи, ние сме национална куќа, ние го негуваме и класичниот и модерниот балет. Во сезонова што моментално постои, имавме премиерата на Силфида, која по абонамент Предплата беше ставена 8 пати, но по поборување на публика ставивме уште 2 екстра представи. Значи, освен Силфида како класика, користиме Враголаста или Ѓаволаста девојка и Јорево Кршичка, кои што се стандардни ствари за една национална куќа. И тука доваѓа двете мои представи кои што веќе постојат, значи На патот и 5 до 12, кои што го провив ледот на хрватскиот пазар или поточно во Сплит, представа која што беше одиграна само 20 пати во првата сезона, а околу 9000 луѓе гледачи успеа да ја гледат представата, не само во Сплит, него и во Сарајево, Белград, Љубљана, Шибеник и на Охридско лето 2015.
пред нас престои уште една премиера на 25 мај, Triple Bill програмата Исток-Запад, кој што опфаќа кореографија од македонски кореограф, не јас, него што Саша Евтимова, кој што ни доаѓа да направи, нисам веќе направена представата, значи освен Саша ни е и еден француски кореограф Мартин, кој што тројцата ја го спојуваме, тој за прв пат Triple Bill програма во Сплит, затоа што сега се нема да дешава, мислам, на програма такво нешто, а тоа е една нормална ствар на Запад, каде што и играчите и публиката има можност да види три различни стилови на игра, на три различни костимографии, три различни, исто за играчите да можат да сватат или да видат како во една вечер може да се променат или да бидат трансформирани во три различни стилови на игра. Така да, јас се надевам и верувам од тоа што знам дека веќе картите се продаваат на големо, дека и тој програм ќе биде успешен. Програм кој што се враќа на Сплитско лето, како и на патот и 5 до 12. Така да, еве се трудам оно што јас го работев на Запад во изминатите 20 години да го пренесам во ХНК во Сплит и на моите играчи да имаме секој месец по еден гост-педагог, кој што е многу важно за играчите да, освен асистентите кои што веќе педагозите кои што веќе работат кај нас, тројца кои што ги значи да добиваат нешто ново, нешто интересно, така да годинава донесов 3 кореографа, 7 педагози кои што ги направив турнеите, пред нас престои значи последната каздалишна премиера или театарска премиера на 25 мај и потоа ние ХНК е одговорен за Сплитско лето. Стапуваме со 63-тото издание на Сплитско лето, каде што балетот ќе го затвори годинава. Обично балетот е негде тука при крај, но годинава решивме ние да го затвориме Сплитско лето со мојата последна креација Дервишот и смртта, Меша Салимовиќ, по музика на Горан Бојчевски, костимите на Александр Ношпал, либретото на Сашо Димовски. Да направиме едно ново видување на едно вечно дело кое што било и ќе биде секогаш актуелно во било кое општество. Да. Како директор на Хрватскиот балет, секако дека и многу наши, веројатно, соработници соработуваат. Еве, Александар Ношпал го имаме како костимограф. Успевате и наши луѓе да им помогнете да се покажат надвор од границите. Не дека немале досега можност, но ете, се трудите. Јас верувам во нешто што ние го имаме како нација, како држава, дека имаме многу повеќе од колку што е дадено, така да соработката со Ношпал почнува од 2014 трае и мислам дека ќе продолжи понатаму затоа што имаме добра конекција и се проногиме тоа што јас го тражам од една представа да биде склопено и еве годинава, како што реков, значи со Саша се договоривме, Саша Евтимова да дојде да направи представа затоа што верувам и мислам дека има многу голем потенцијал и дека треба се што вреди да се поддржи затоа што нели секој од нас почнува на one or another way, така да мораме да си го поддржаме тоа што го имам, иако јас сум директор во друга држава, но тоа не значи дека јас тотално ќе завртам грб или ќе се конструирам превентивно. Значи ние сме во Европска унија е равноправна за секој. Така да на тој начин и мислам барем за моите 20 години на Запад никош не се осетив како странец затоа што игра во Германија или игра во Франција или во Австрија или во Швајцарија дека германците имаат предност, а ние странците немаме. Така да кога станува збор за културата, мислам дека сите сме, секако секаде сите треба да сме равноправни, дека она што ни го кажуваме на сцена е многу поважно отколку зборови кои што треба да се пренесат по телевизија. Да. Информацијата за ова ваша нова улога тука кај нас навистина брзо се рашири и имаше многу убави коментари, нормално упатени за вас и вашата работа и веројатно е логично и убаво што овој пат ќе се представите тука пред нашата публика и тоа во рамки на мајски оперски вечери. Ако досега поставувавте кореографии со нашиот ансамбл, еве овој пат со конкретно повторно ваш ансамбл, само сега не од Македонија. Има посебна трема тогаш кога се враќате дома и повторно пред своја публика? За мене секојаш својата публика е публика која ме знае, значи од Пионерскиот дом и од Макфест и од Ребис, луѓе кои што на некој начин ме следели, прателе како се развивам и напредувам тоа што го правам и како играч и како кореограф. Одговорноста е голема затоа што спојувам две национални кулки, спојувам две држави на културен начин и колку и да викаш да се окей, супер ми е сето тоа, таа трема внатре дека вечерва да пройде секако што треба и да биде се во најдобар ред секојаш мислам нормално би било онака ако не секеш ништо, значи нешто некој што треба. Така да реков да помине овој ден, ја мислам дека ќе биде супер, затоа што одговорноста е стварно голема и мене ми е драго што
најдов на многу позитивна реакција од целата македонска публика. Ја мислам дека тоа што успеав, од тоа што бев и тоа што сум сега, значи, луѓето кои што го прателе мојот начин на развивање, како што реков, како од Пионерскиот дом, преку Макфест, преку Ребис, моето патување во Холандија и така натаму, значи за 20 години помина, 96-та, 2017-та, 21 скоро. Time flies by. Ми е драго и секогаш ќе направам се или се трудам да правам се, да тоа што јас го имам, го знам, го можам, да го пренесам или да го донесам и да го доловам на својата публика која што нели. Таа е публиката моја, македонска публика, која што ме знае и која што го ме пратила, затоа што јас иако едно време ме немаше, затоа што се потрудив повеќе да играм, отколку кога се вратив полека со кореографиите и со педагогијата, тогаш почнав и на некој начин да се навраќам повеќе кон Македонија, нели, влече своje си нема и од сето најдраго ми е тоа што штипската публика у саботок има можност да ја види, значи во Скопје сме со on the road или на патот, а во Битола сме во петок и Штип во сабота со 5 до 12. Значи тоа се две различни представи. Сакав на македонската публика да идоловам една визија дека мојот ансамбл може да се, затоа што 5 до 12 е малку посовремена, а on the road е малку покласична представа. Така да луѓето кои што ќе дојдат вечерва и тие што ќе дојдат, знам дека има луѓе кои што ќе дојдат и во Штип, затоа што е поблиску за разлика од Битола, ќе успеат да ја видат представата, значи едната е на Кирил Џајковски музика, другата е Јохан Себастијан Бах. Глобер варијација, значи едната и да ја викам и да не ви се свиѓа кореографијата, барем ќе живото костимите на Ношпал и музиката на Кирил, така да се трудам на дел од тоа што го имам кај нас да го пренесам и да го дадам да публиката и во Штип, и во Битола, и во Скопје нормално, кој што ќе дојдат да уживаат во тие 60 минути кои што мојот ансамбл и ја како директор ќе го дадеме на публиката. Но коментарите велат дека тие 60 минути поминуваат како една минута, дека вниманието се задржува и дека многу брзо поминува она што вие на ваш начин го поставувате за тие 57 минути колку трае. Не цели 60, 60 минути, ајде да кажем 60 минути, затоа што зависи како ќе тргне почетокот. Пример, последната представа беше сега за на меѓународниот ден на танцот, каде што за прв пат ја ставивме Глобер варијацијата во живо, со стрингс. Обично, значи 57-8 минути, они одсвирија за 53. Значи имаше моменти кога што играчите вака. Мислам, луѓето кои ме знаат дека јас сум динамичен, енергичен и дека у суштина не знам кога би или како би бил јас, како изгледа кога сум јас смирен и сталожен. Морам да бидам сталожен затоа што ми функција да се другаче. Но тоа што сум јас, тој луѓето може да го видат на телевизија, на сцена. Значи да не го знаете сега и на телевизија. Кој е подписот, секако кој стои позади кореографијата, од самиот начин изведба можеме да претпоставиме. Сега поставате свој печат. Еден кореограф или еден уметник треба да има свој подпис. А кога ќе погледнете една представа и друга представа и трета представа, знаете дека позади тоа стои тој уметник. One or another way. Така е. Може ли да ги дознаеме деталите што се однесува до тоа каква представа е на пат? Најтешко е со зборови да се објасни, тоа треба да се види да се доживи, меѓутоа барем концептот и можеби инспирацијата во најголема мера. Секој од нас, ајде, сега ќе биде малку поетичен. Едно апстратно видување на патот кој што секој од нас во својот живот го има. Некој стартува со одредена визија, некој трга на пат, па е наоѓа визијата некаде уопште некој не може да се пронајде каде. Така да во представата има 32 варијации. Глобер варијацијата е оставено 32 варијации или 30 варијации 2 арии. Секоја варијација е сом по себе. Значи, генерално представата е пишувана, Бах пишувал за кајзерот или како кајзер за грофот во Заксони, во Германија, патал од несолница.
на некој начин представата е правена за несоница. А јас се претворив таа несоница во едно патување, значи у суштина кога имаш несоница ти патуваш некаде. Се трудиш да заспиеш, а секојаш некој од нас, барем јас, во мене се става во некој си одредена замисла каде, што, како, за да ти може да се внесеш во тој сон. Така да таа музика пишувана е за чембала, преконструирана за пијано и после тоа е направена милион други верзии. Јас се избрав верзијата пијано со стрингс квартет, кој што е најидентична, најсочна за моите движења, да изгледат баш како што треба. На сцената се наоѓаат 2 ѕида, 17 столици и една цел, а тоа е патот, кој што ги води секој од нив на свој начин. Значи секој играч има своја визија, свој цел и свој пат во таа представа и во тие 57 минути ќе може да се видат 32 различни патови со 32 различни сцени. 17 танчери ќе не водат на овој пат. Веројатно дека секој може да одбере повеќе патишта, како рековме. Секој биде интересно за гледање. Може ли да ни кажете малку повеќе за екипата? Дали се тоа сите танчери кои што се од Хрватска или пак сочинуваат? Ние сме интернационални. Реков Европска унија, така. Имаме значи хрватски, имаме играчи и од Хрватска, од Украина, од Јапонија, од Италија, од Македонија, од Србија, од Босна, од Словенија, од има многу се. 46 играчи ми се во компанија, така да, значи, јас сум научен да работам со интернационално, затоа што на запад кога играв, имавме секој странци, цело бевме, значи, беше од цел свет, така да имаме еден универзален јазик, тоа е англискиот, на кој што сите комуницираме, на кој што сите се разбираме, некош зборови не се ни потребни отколку оно што јас го барам, го покажам, го тражам од нив, се знаеме, се правногиаме, доколку не има време, веќе ми е трета, четврта представа со нив заедничка, така да добив од Малезија, имам уште еден нов играч ми дојде од јануар, така да имам 46 играчи со различна висина, различен стил, добра класика, добар модерен позади, значи ние сме баш оно една компанија која што може лесно да се трансформира од класика во модерен. Да, и тука го комбинирате класичниот со современиот танц. Тој се гледа, мислам, се гледа затоа што, например, ако во еден месец имаме Орево Кршечка, Силфида на пат и 5 од 12, значи тоа се 4 различни представи со различни стилови унатре. Тие играчи имаат доволно време да се сконцентрираат и преориентираат. Во суштина тоа е убавината на еден танчер. За мене кога ќе можеш да бидеш употреблив или способен да се преориентираш и за класик, и за модерно, и за современо. Значи, тогаш можеш да кажеш, да, јас сум тој танчер кој што успеа, не можеш тоа преку ноќ, тоа си треба време и се надградува, него обично зборам после 30-та година, некаде тука веќе си созрелен играч и знаеш каде идеш, некој повеќе, некој кој како почнал претходно, но во принцип е кога еден играч ќе биде способен да се сконцентрира или преориентира from one to another way, тогаш јас за мене еден целосно изграден играч. Да. Може ли да се направи разлика помеѓу работата, начинот на припремање на една премиера во македонскиот балет и балетот во Сплит? Баш во текот на припремите, конкретно за Травијата, разговаравме за режисерката, таа од Германија. И кога ја направи споредбата, таа кажа, во Германија има дисциплина, но тука кај луѓето многу го сакам оно што го носат во себе, нивниот дух, нивната моќ брзо да се трансформираат и да го исполнат тоа што го барам од нив. Така што, сега го споделувам тоа што таа го кажа. Го споделувам јас тоа. Немаше овој темперамент да се спроди. Мада у Сплит има малку повеќе, тука сме негде измеѓу, знаеш, постои тај, исто се зависи од тоа како ќе се постави, како ти ќе си ги поставиш своите работи. Јас сум научен да функционирам на ред, работа и дисциплина. 20 години на запад ме научија да го правам тоа, но фала Богу да доаѓам тука, па знам како кога ќе дојдам на Балканот да се преориентирам и да кажам дека ако 11, знам дека 11, 5 или 10, не е никош 11. Или ако тражиш нешто, право ќе кажеш не може. И после, добро, ајде, па после малку иде не може. Мислам, знаеме од кај доаѓаме, знаеме со што соработуваме, мислам со што има кај нас, но тоа е и на некој начин интересното, на некој луѓе тоа може би фали. Може би, за мене,
Мене ми е окей. Значи, мене ми е супер кога ќе дојдам тука и кога ќе го... Затоа што знам како функционира, сум работал неколку пати, може на почетку ми било као зашто чашата тука не е тука, аз сум рекол да биде тука, но после тоа, знаеш, секој од нас не знае да омекне и да се прилагоди и адаптира према тоа. Мислам, нашиот темперамент не се менја. Мислам, колку и да сакаш да го смениш, Не може да сме нешто живи, здрави, добри сме на тај начин како што сме. Тука секако ќе поканиме гледачите да бидат и хумани. Македонија денес ги поддржува хуманите акции, секогаш сме тука кога треба да се донира и да се помогне некому кому му е потребна нашата помош. А во моментов најпотребна му е на Павел. Детската игра понекогаш завршува непромислено и трагично. Да бидеме луѓе и да донираме 100 денари за Павел, кој што на Великден непромислено секако настрада. Сега нашите средства му се многу повеќе од потребни, затоа ги имате жиро сметките на ТВ екраните. Во моментов, доколку сте во состојба и во можност, донирајте за Павел, секако донација на жиросметката, донација за Павел. 100 денари за нас многу малку, но доколку се собереме многу повеќе, ќе значат многу за Павел. Бидете хумани. Токму така. Доаѓате тука сега со вашиот ансамбл. Мене ме интересира како на играчите кои што се интернационалци си од целиот свет и ми објаснивте нашата сцена, нашата публика. Иако можеби сме мала држава, секако дека имаме критична публика кога станува збор за балетот. Што очекуваат тие вечерва од публиката? Што очекуваат тие не знам, али знам што очекувам јас од нив. Очекувам една добра представа, како што и до сега се одиграни тие. Значи, на патот одигравме 13 пат во претходната сабота и со секој нова представа тие играчи се надградуваа и прави еден исчекор напред. Јас верувам во нив и мислам дека тоа што вече ќе го дадеме на публиката ќе биде еден пат полн со енергија, емоции. Нивно е да го одиграт во најдобро тоа што јас го барам од нив, а за возврат јас секој знам да ги наградам на начин кој што јас мислам дека е најдобро за нив. Така да секој од нив има свој expectations, очекување на тоа што вечерва ќе се деси, но што и да се деси, јас ги ценам и ги сакам the way they are. Друго, така да подготовките, значи се е спремно, се како што треба, сцената се прави, светлата се местат, не е премиера, него е веќе одиграна представа. Јас верувам дека и да се десат грешки, и да нешто да не функционира. Боже мој, живи луѓе сме и грешки се тука да се прават, но доколку се пренесе идејата од таа представа на публиката, е тоа многу поважно од колку дали некој ќе ставил раката тука или тука. Имаме полн салон, голема сцена и сето тоа си лече по свое. Така да јас верувам дека вечерва представата, како и до сегашните представи, ќе биде уште едно ново доживување, уште ново патување, заедничко патување на мене и мојот ансамбл, или нив и јас заедно, да се представиме за прв пат на мојата публика, на македонската публика, на публиката која што ме прати сите овие години и за која што се надевам дека ќе биде во најголем број. Од сите овие представи кои што ги сработивте барем во последниве неколку години, може ли да се каже која е омилена кај публиката, па според тоа најмногу и најчесто се најде на репертоарот на театрите и кај нас, па и нели на останатите земји каде што се... Например, кај нас во Македонија беше 14 часа. Тоа е моето прво големо дело кога го имам поставено тука, значи 2013 го поставивме, тоа е дело кој што македонскиот балет во суштина што се однесува до модерни представи го има одиграно навеќе, представи кои што имаат пропатувано навеќе и представувајќи македонската култура, македонскиот балет, македонската музика, режија, кореографија, се што е внатре македонска ни ставивме. Во Хрватска е 5 до 12, како што најавив претходно. Ја мислам дека кога ќе најдеш еден модул што публиката сака, знаеме дека доаѓаме во сфера каде што ако идеш што нешто што е претензиозно, тогаш публиката може да не го прифати. А секош верувам дека треба да се стартува со нешто easy going, за да може публика да го прифати, за потоа, ние сме сепак национални куки и Хрватска и Македонија и значи мораме да едуцираме таа публика.
Не можеш ностоп да држиш до едно те исто. Значи, ако сум направил 5 до 12 со музика на Кирил Џаковски, втората представа беше кога Себастијан Бах. Ако во Македонија сум направил со исто на Кирил Џаковски, втората представа со беше Шуберт Смртта и девојката. Ако во Белград првиот пат сум се појавил со една музика, или со еден начин на функционирање, втората представа беше идев на Беланеско квартет. Така да секој зависи, ако се зависи од тоа каде сум и со кој работам. Пример, за наредна сезона знам дека предизвик ми е во Германија треба да го поставам Болеро од Морис Равел. Така да има како да кажем, има секој представа има своја тежина, а јас како кореограф се трудам во секој нова представа да отворам еден нов хоризонт, едни нови врати, еден нов предизвик за мене за да може публиката кога ќе дојде, како што реков, да знае дека тоа е мој дел, затоа што има мој подпис, но на сето тоа да види дека Киров може да прави други ствари, дека не е една представа или дека само се базира на таа представа, него едноставно, ако сум користел во првата представа мекани патики, а втората представа идеме на шпиц. Пример, најосновен пример сега ќе кажам, така да и не секоја публика може да го разбере Шуберт или Бах. Бах е сепак тежок, мислам, ако доколку не си малку повеќе музички едуциран, може би да биде досадна таа музика класика, затоа што знаеме дека кај нас повеќе луѓето ако треба да мереш измеѓу нешто што го слушаат секој ден, нешто што не го слушаат секој ден, нормално ќе го изберат тоа што го слушаат секој ден. Така да али затоа викам дека ние како национални институции мораме да едуцираме таа публика да не само слуша или доаѓа да гледа тоа што нив и одговара, него некош треба да дадеме некои нови ствари, нови врати, каде што тие луѓе ќе се едуцираат дека there is another way except that. Функцијата која што ја добивте, директор на балетот на ХНК Сплит, е повеќе менаџерска позиција и секако тука бара доста организација околу тоа како ќе ја поставите и сезоната, како ќе ги организирате турниите, голем број на гостувања кои што секако се многу потребни на компанијата и педагозите кои што и самите ги споменавте дека сакате да ги донесете, тоа се врвни имиња и ги носите, Колку е тешко сето ова да се организира, при тоа да се поставува балетска представа, да се биде на сите страни и она што е најважното, што сакам да ве прашам, како го опипувате пулсот на публиката, што е она што тие сакаат да го видат за сезоната да биде успешна? Вака, на почетокот кога стартов си реков, леле, од креатор ќе бидам администратор. И тоа се деси првите 3 месеци, затоа што немав ништо што се однесува до креативноста. Ги откажав сите представи кои што требаше да ги правиме, 2 во Германија, 1 во Америка, 1 во Јапонија и во Сараево, и реков, окей, од сега понатаму отварам една нова страна од мојот живот и да видам, морав да пробам сами од себе да видам колку можам у тај менаџерски тим да се снајдам. Претходно ја водев Balkan Dance Project, Kirov Dance Company, тоа се помали продукции, но сепак некако знаев, али од 7 играчи до 46 играчи плюс сета останатото, ми беше предизвик еден мал каде кидам јас. Знаеки ги играчите кои ги имам, затоа што веќе имам работено со нив предходно, знаеки што публиката нема видено во Сплит, знаеки тоа што сака една сплитска публика да виде, успев да направам, например, Селфит никош се не миграна во Сплит и на почетокот бев малку скептичен, луѓето воопште не знае што е тоа. После премиерата, само што излезе премиерата, затоа ставивме 2 екстра представи, затоа што луѓето едноставно се тепаа за карти. Исто се зависи од маркетинг на кој начин се продаваат тие представи, значи и најлоша представа со добар маркетинг ти можеш да продадеш без проблем. Така да тука треба да знаеш публиката, треба да ги знаеш играчите и да направиш еден микс. Некош треба да се испроба, да се иде на нешто не, например се трипл бил што го правам, никош не е било, сакав да направам, да видам. И на тај начин тука например треба маркетинг уште повеќе да се ангажира за да луѓето веќе чекај малку, има нешто тоа. Се зависи тоа како менеджер го пласираш тоа што го имаш пред себе и веруваш во тоа што го даваш на таа публика. Добри постери, добри спотови, Facebook, YouTube, како се викат, Instagram, Twitter, сите социјални мрежи, затоа што во денешно време живееме на тоа. Но сепак Сплит е туристички град. Тоа мораме да го потенцираме и тука имаме доста туристи. Веќе прошлата сезоната започна на 1 мај, годинава започна на 1 април. Значи ние веќе имаме многу туристи во град. И се гледа и во самите представи дека затоа што
Сплит е као град не 200.000 луѓе, него спличани го гледаат тоа текот на ван сезоната, значи кога ќе од ноември, октомври, но сега веќе се осеќа и по нас дека представите ни доаѓаат повеќе странци. За сплитско лето генерално 90% од представите се посетени од страна странци, затоа што секоја година бројот на странци, на туристи, во Сплит се зголемува. Така да јас може да споредам од 2015 до сега, значи секоја година иде на дупло повеќе, само може да видам од кои компании како авионски летови ставаат внатре. Значи сега Сплит е поврзан со цел свет, со цела Европа. Сакаш Барселона, еви ти Барселона, сакаш Берлин, еви ти Берлин, сакаш Москва, еви ти Москва. Така да, знаеш, можеби порано било малку позатворено, но сега како градот се отвара така, на некој начин се трудам и тоа што затоа што луѓето кои што доаѓаат од запад знаат како би требало да функционира еден театар, на кој начин треба да ги пласираш. Хотелите се тука со туристичка заедница, со работка, презентации, насекаде има, како се вика тоа, телевизори, спотови се вртаат, луѓето се информирани, се добиваат летоци, followers, лајкови, така натаму за да сето тоа функционира. Значи, знаејќи ја компанијата, играчите мои, знаејќи што публиката сака, знаејќи дека имаме туристи, треба секогаш да се носат атрактивни наслови за кои што луѓето знаат. Или атрактивни кореографи на кои што луѓето, ако не ја пример, ја излегов со 5 од 12, беше успешна представа, но луѓето не знаеа што е на патот. Но знаејќи дека се направил успешна представа, доаѓаат повторно да гледаат. Сега јас морам како кореограф, ја верувам и се трудам до сега секојаш да со секој ново представа да направам нешто ново. Се надам дека сега и со Иствест програмот ќе направам нешто ново и најголем предизвик ќе ми биде Да решите смртта. Едно многу тешко дело, кое што е вечно дело, кое што живее и ќе живее во општеството било каде. Се нафаси многу луѓе праша како се осмили на тоа. Викам, ако не пробаш, нема да знаеш. Позади мене стои тим на луѓе кои што се проверени, кои што сум соработувал, кои што знам дека, значи јас не правам една представа сам. Тука са костимограф, сценограф, асистент, композитор кој што заработуваме заедно и правиме на заедничка представа за да не се повториме, а сепак да донесеме нешто ново. И да биде интересно. Така. На самиот крај од разговорот сме. Јас би сакала да заокружиме, тоест би ве замолила за ваше мислење. Се подобрува ли нашата балетска сцена? Со оглед на тоа што сепак сме сведоци дека неколку македонски балетски имиња, меѓу кои што сте вие, во моментот функционираат навистина успешно на меѓународна сцена. Вие вашата работа ја пренесувате и овде кај нас, барем во последните неколку години. Но еве, може ли да се каже дека навистина нашата балетска сцена е подобрена во однос на она што била порано? Е подобрена. Тука со две раци потпишувам. Точно, идеме напред и тоа се гледа и се осеќа. Мислам, публиката е желна да види нешто ново, нешто квалитетно и тимот на Македонската опера и балет или на останатите индивидуали кои што функционираат, ги има уште неколку институции, се трудат на еден или друг начин да го донесат тоа светското кај нас. Така да, мислам, јас можам конкретно да зборувам од оно што се дешава во Македонското опера затоа што соработувам со нив. Мислам дека имаме исчекор напред, дека публиката, мислам, со секое наше гостување на 14 часа надвор од Македонија, добивавме standing ovations, луѓето беа задоволни, луѓето сакаа, посекуваат да видат и рекоа дека тоа што го работи, тие представи што ги има Македонската опера и балет се успешни. Така да ја мислам дека ако се продолжи на истин начин да се функционира, дека ние можеме да идеме секоја година со секоја нова сезона да направиме уште еден исчекор напред према тоа што западноевропските земји го користат и го имаат. Игор, во сите претходни слушања и разговори со тебе, постојано ја слушавме таа твоја набиена агенда и знаевме точно во текот на годината каде си, на која локација. Верувам дека сега уште понабиено е темпото. Како се снаоѓаш, како успееш да наоѓаш време за себе и да бидеш секогаш вака позитивен, полн со енергија? Кога имаш визија и знаеш каде идеш, и знаеш што чекуваш, и знаеш што имаш испред себе, мислам дека на секој ќе му биде лесно. Знам што сакам, знам кој имам со мене, знам што очекувам од нешто. Некојаш не можеш да го добиеш секој што го сакаш испред себе, но можеш да бидеш упорен, така, можеш да бидеш упорен и да се трудиш, ако денеска не си успел, да го направиш утре, ако не утре други ден. Но некојаш да не се откажуваш од оно што е пред себе. Мојата агенда, како што реков, е пуна и јас имам нон-стоп ствари. Мислам, сега сум многу посконцентриран со Сплит и се трудам да тоа го направам во Сплит. Затоа и откажав некои работи, за да си ги поставам работите на нозе во своите компании, каде што
се мои играчи и се зависи како јас ги дадам. А за наредна година веќе имаме Подгорица, Белград, Единбург, Барлета, Кореја и Гран Канарија се на агенда на турнеја со и плюс сите гостувања, гала гостувања кои што веќе ги имавме, до сега направено, секаде кај што отидовме, не покани уште еднашка. Имаме плюс Дрезден и Лајпциг, тоа не го заборавам за наредна сезона, така да ете некако кога ќе отвориш една врата, треба да се потрудиш да ја задржиш таа врата отворена и никогаш да не ја затвориш назад, затоа што убаво е кога ќе се представиш прв пат да имаш добар впечаток кај таа публика, а кога ќе се представиш прв пат и те викаат втор пат и те викаат трет пат, значи има валјда малку нешто добро тоа што јас го правам, затоа што луѓето ме викаат да поставам кореографија, да се представам со мојот ансамбл или со на гала вечер, така да мислам дека само со визија и со желба и со труд и со упорност може да се постигне нешто што се сака. Да, а вечерва публиката во Скопје секако ќе ужива. Ето самата Битола и Штип и вратите се секогаш тука отворени, останува колку има место во агендата за вашата компанија тука да се представи кај нас. Јас ќе го направам како што правев до сега и се надевам дека и тоа ќе продолжи понатаму, да наредна сезона пак дојдеме и опфатиме градови кои што не можевме сега да ги опфатиме ради нашата агенда со нашите представи, но здрави Боже ако биде сега што треба од нова сезона. Пак ќе се вратиме во Македонија и се надам дека публиката и верувам дека публиката ќе биде задоволна во сите три градови во Македонија и дека со нашето ново појавување тука ќе успее да биде задоволна. И ја користам ова прилика кога сум веќе тука на 3 јуни се враќа Црвената соба која што лани поставив, ја враќаме повторно на сцената на македонската опера и балет по мала пауза. Македонскиот балет, Црвената соба, Франц Шуберт повторно на сцената на македонската опера и балет 3 јуни во 20 часа. И вечер, наравно, и вечерно во 20 часа македонска опера и балет, Хрватско народно кazalište Сплит, мојот ансамбл и јас заедно за нашата публика. Да, ти благодариме што и покрај денешната набиена агенда, сепак за време на престојот во Македонија. Точно, јас мислев ќе завршиме порано. Бевте дел од Македонија денес. Да, навистина сме срекни што бевте наш соговорник и ве посакаме убава представа и многу успеси во понатамошната работа. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе се видиме во некоја друга прилика. Само добро да споделуваме. Тоа беше Игор Киров во Македонија денес. На огромна чест и задоволство на нас во студиото, верувам и на вас пред ТВ екраните, но вие не го менувајте каналот. По рекламите се враќаме со уште еден навистина интересен и забавен гостин со кого ќе споделиме секако нови искуства и знаења. Бидете тука.